Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене, наставничка Зорица. Се ги откривме веќе сите букви од нашата азбука и сега полесно ќе можеме да играме најразновидни игри со букви, со зборови и со реченици. Тоа е и цел на нашиот денешен час. Да ги препознаваме буквите, да формираме зборови на дадена буква и да формираме реченици, како и да го одредиме бројот на зборови во реченицата. Сега, запри го видеото и подготви ја твојата тетрадка по македонски јазик и едноостро моливче. На овој час ти самиот ќе одредиш колку букви си запомнил досега и кои букви треба да ги совладаш. Значи, запри, подготви се и потоа повторно продолжи. На екранот ќе ја видиш цела азбука, но тоа нема да биде одеднаш, туку сликичка по сликичка. Твоја задача е, кога ќе ја видиш картичката со 3 букви, да го запреш видеото, на глас да си ги кажеш трите букви од картичката, значи погледни ги, кажи ги, и колку букви ќе погодиш, толку исправени цртички ќе запишеш во првиот ред, еве како во примерот. А буквите што не ги препознаваш, ќе ги пишуваш во вториот ред. Значи, пред тебе се појавува пример, картичка со буквите, еве, О, У и С, го запираш видеото, си ги кажуваш буквите О и С, О, У и С. Ако ги препознаеш сите три, стави 3 исправени цртички горе. Еве вака. Ако ги препознаеш и кажеш само О и С, а У не, тогаш стави 2 цртички горе, а буквата што не ја препознаваш стави ја долу. Мислам дека правилата за игра ви се јасни. Значи, погледнуваш, запишуваш или цртички или непозната буква. Еве, погледнете какви резултати покажа првачето Лиле во оваа игра. Почнуваме. Погледни, кажи, запри и запиши. А кога ќе бидеш готов, провери ја точноста. Ова се буквите А, Е и Г. Ајде, препознај ги овие 3. Запиша или цртички или буква и продолжи, тоа се Дз, К и М. Следна картичка. Запри, запиши. О, У, С се овие букви. Браво, доколку за овие сите 3 стави 3 цртички. Вертикални исправени цртички. Овие букви кои се, препознај ги, запиши соодветно во тетрадката и провери. А јас ќе ви кажам дека тоа се Х, Б и Дж. Следните 3 букви погледни ги, запри го видеото и доколку запиша, ова се буквите Д, И и Ж. А овие 3, дали ги препознаваш сите 3? И доколку сметаш дека се Л, П и буквата оваа розова Н, тогаш браво, продолжи на следната картичка. Колку цртички ќе ставиш за оваа картичка, дали ги препознаваш сите? Така, ова се Т, Ч и Ф. Следни 3 букви, препознај, стави цртички или запиши буква и продолжи. Ова се В, Г и З. Зелената е З. Овие, каде што е буквата и на љубовта. Тоа се Ј, Р и Л, доколку проверим. Уште неколку картички има. Запри, запиши. Њ, К и Х се овие 3 букви. И последната буква Ш. Верувам дека сите цртичка ставивте за оваа буква. Браво! Следува повторно игричка со букви наречена поврзувалка. Повторно земи ја твојата тетрадка пред тебе и пишувај во наредниот празен ред, слушни ги и правилата за оваа игра. Пред вас го гледате листот на Лиле. Овој пат на екранот ќе видиш слика и неколку букви околу таа слика. Запри го видеото, пронајди ја првата буква за пишување на тој збор на сликата, што е, само доколку не успеа да ја пронајдеш и погодиш, препиши ја твојата буква во тетрадката. Еве овде. Значи, само доколку не успеа да ја пронајдеш и погодиш. Почнуваме.
Колку помалку запишани букви, толку подобри резултати имаш. Ајде, ова е тиква. На која буква започнува зборот тиква? И доколку, тука рековме дека пишуваме, како што кажавме, само доколку не ја погодиш буквата ја запишуваме во редот. И доколку мислиш дека тоа е оваа буква, браво, редот е се уште празен. Ова се патики. Која е првата буква на зборот патики? Доколку помисли дека тоа е оваа буква П, ти си во право, повторно не запишуваш буква. Воспротивно, препиши ја во следниот ред. Свеќа. Почетната буква на свеќа е која? Така е. Доколку сметаш дека ова е С буквата, повторно не запишуваш ништо. Молив, буквата на моливот е. Запирај го видеото доколку имаш потреба. М. Верувам дека сите ја знаете буквата на моливот на мама. Балони. Започнува на буква, пронајди ја буквата на балоните. Б. И цреши. Која е првата буква на цреши? Дали ја пронајде буквата С? Доколку ја пронајде браво, воспротивно препиши ја. Речи. Еве погледнете од сите слики и букви околу нив, Лиле не ја препознала правилно само првата буква на црешата, а тоа е Ц. А погледнете дека и во горниот ред Лиле ја има Ц. Значи овој пат ќе мора да ја вежба. Играта што следува се вика слика збор. До сега одредувавме само на која буква започнува сликата. А сега ќе погледнеш 3 слики, а само еден збор. Треба да се обидеш да одредиш која слика е запишана токму со тој збор. Кажувај си ги буквите од зборот како што ги гледаш поред и верувам дека успешно ќе поврзаш слика и збор. Почнуваме. И повторно ќе се оцениш сам. За секој точно поврзан збор, стави во редот што следи насмеано емотиконче. Значи, еве овде. Ако го погодиш зборот и сликата, насмеано. А тоа го правиш кога ќе ја видиш од мене проверката. А доколку не го погодиш, мораш да ставиш изненадено, односно тажно. А потоа ќе го изброиме твојот успех. На сликата гледаме лисица, топка и автомобил. Кој е зборот долу? Односно, која слика е запишана со овој збор? И доколку помисли дека тоа е топка, стави си насмеано емотиконче. Воспротивно, тажно. Следни 3 слики, оджак, џудже, џем. Што ли пишува долу? Оджак, џудже или џем? Доколку помисли дека тоа е оджак, повторно насмеано емотиконче. Цвекло, сонце, девојче. Ајде запри, пронајди, поврзи, дури потоа продолжи. И доколку сметаш дека овде пишува девојче, бидејќи првата буква е Д, повторно насмеано емотиконче. И сега внимавај. Тетратка, портокал, прозорец. Внимавај, и портокал и прозорец започнуваат на иста буква, но овде пишу портокал. Браво. Супа, лист, чаша. А овде пишува, што мислиш? Лист. Така. Браво. Овој пат ученици Лиле не направила ниту една грешка. Браво и за неа. Погледнете, сите 5 слики ги поврзала со зборови и напишала насмеани емотикончиња. Рековме дека правилно наредени букви, само правилно наредени букви прават збор. А што прават правилно наредени зборови? Така е, реченица. Оваа игра се вика збор до збор реченица. Ке погледнете неколку слики и ќе се обидеме да кажеме правилни реченици за нив. А што ли ќе се случи ако ги измешаме зборовите? Ќе видиме сега. Еве, да кажеме една реченица, смисли и ти една реченица за оваа слика што ја гледаш. Јас ја смислив, например, реченицата. Погледнете, збор по збор ги пишувам. Децата играат во паркот. Точка. Децата играат во паркот. Правилно кажана реченица. Да или не? Да. А погледнете сега како ќе ги измешам зборовите.
И тука пишува, играат во децата паркот. Дали е ова правилно формулирана реченица? Никако. Следува следна слика. Размисли и кажи реченица. Јас ја смислив реченицата. Во градината расте вкусен зеленчук. Во градината расте вкусен зеленчук. Но доколку ги измешам зборчињата, ќе добијам градината расте во вкусен зеленчук. Се разбира дека втората реченица не е правилна. И трет пример. Што прават овие деца? Ајде да кажеме една правилно формулирана реченица. Јас го смислив ова. Сашо и Саша собираат шумски плодови. Сашо и Саша собираат шумски плодови. Но тоа измешано би можело да биде собираат шумски и Саша плодови. Правилно или не? Се разбира дека вака не може. Сега гледаш нешто друго. Неколку сликички и реченица под нив. Овде пишува детето чита книга. Наша задача е да броиме од колку зборови е составена една реченица. Значи реченицата што ја гледате под сликите, треба да ги изброите зборовите во неа и да ги запишете еве овде во последниот ред под емотиконите. Ако изброивте 3 збора, запишете го бројот 3. Ајде да провериме од колку зборови беше оваа реченица, но не го пишуваме бројот на оваа реченица, бидејќи јас го кажав примерот. Ајде. Еден збор детето, друг збор чита книга. Значи оваа реченица е составена од 3 збора. Односно почнуваме со нашата игра и нашето броење. Овде ја пишува реченицата кловнот носи шарени чеп. Запри го видеото, изброј ги зборовите, запиши го бројот под емотикончињата и провери дали запиша 4 збора. Доколку е така, браво. Во есен лисјата паѓаат. Овде пишува во есен лисјата паѓаат. Запри, изброј ги зборовите, запиши го бројот. И доколку, погледнете, повторно запиша 4 збора, односно број 4, повторно си во право. Лисицата јаде кокошки. Ајде да изброиме. Ова е малку пократка реченица. Колку зборови? 3. И најкратката реченица за овој час. Што прави мачето? Мачето спие. Колку зборови? 2. Така. И доколку браво за вас сите што успешно ги броевте зборовите во реченицата и погледнете го и последниот резултат на Лиле запишала 4, 4, 3, 2. Сега да видиме од игрите на овој час сите што откри Лиле за себе, а вие откривте за вас. Значи, видовме дека Лиле не препознава само 4 букви од цела азбука. Лиле успешно умее да поврзува слика и збор, погледнете ги сите насмеани емотикончиња. И Лиле правилно ги брои зборовите во реченицата. Уште еднаш браво за неа и браво за вас. А сега за домашна задача, ученици, слушајте ме внимателно. Имате интересна домашна задача. А тоа е игричка. Буква, збор, реченица. За играта се потребни двајца играчи и една коцка за играње. Слушни ги правилата. Првиот играч кажува една буква. Вториот кажува збор што започнува на таа буква. Сега повторно првиот што кажа буква ја фрла коцката за да одреди од колку зборови треба да биде реченицата што ќе започне со тој збор, а ќе ја каже вториот играч. Ученици, ако се сврти коцката на број 1, фрлањето се повторува уште еднаш, бидејќи со еден збор не би можел да направиш реченица како што правевме денес. Еве еден пример. Јас кажувам буква З. Ти кажуваш збор зајаче. Јас фрлам коцка со 2 точки. А ти кажуваш реченица со 2 збора. Зајачето скока. А потоа си ги менувате улогите. Тој што кажувал буква и фрлал коцка, следниот пат кажува збор и реченица. Се надевам дека ќе ви се допадне и секако внимавајте речениците да бидат правилно подредени. До видување, до следното видување.